Огнен граѓаните се собираат да изразат незадоволство од постапувањето на онколошката клиника со пациентите. Кои се главните поенти за денешниот протест, повели Огнен со деталите. Да, Павле, како што кажа и ти, денеска е вториот протест кој што се одржува овде пред владата, организиран преку социјалната мрежа Facebook од неформална група. Во моментов пред присутните овде се обраќаат граѓани со лични сведоштва и лични приказни околу начинот на кој што тие биле терапирани и лечени на клиниката на онкологија или пак за нивните сомнежи. Она што може да се види тука е дека има незадоволство, револт кај присутните граѓани. Тоа може да се види и по паролите кои што се држат. Клучното е правда за жртвите. Од тука беше упатена порака до обвинителството да соопшти што се случува во истрагата, што откриле, побара уште еднаш многу побрза и поефикасна истрага, затоа што во спротивно доколку нема информации за јавноста и за нив, овие протести ќе зачестат. Од граѓаните со кои што разговаравме тука, кои што дојдоа да изразат поддршка на организаторите на протестот, дојдоа сами да ја кажат својата приказна, велат дека има доверба во лекарите на клиниката за онкологија, но сепак откако излегоа овие информации се сомневаат дека да, можеби имало манипулација со терапирањето на пациентите, дел од нив се и онколошки пациенти, и исто така побара да има одговорност, да не биде одговорен како што тие сами велат некоја медицинска сестра или кабинетот или аптеката, туку тоа да има име и презиме. Предлагам да ги чуеме изјавите на неколкумина граѓани пред почетокот на протестот овде пред владата. Мислам дека со тек на време ќе се проба да се заташка, да се намали револтот на народот ако веќе го има и така да помине на некој долг рок, како и сите други работи, па после кога ќе се подзаборави да минорни некои ликови да се санкционираат. Ова што излезе сега со аферата со ова, тоа дали ќе се реши, не верувам. Како и досега други случаеви што биле, мислам дека ќе си остане така. Павле, тоа што сакам да го потенцираме дека овде сите бараат од обвинителството брза, ефикасна и ефективна истрага и максимални казни за тие што ќе бидат идентификувани како сторители на тој монструозен криминал и препродавање на терапија од тешко болните пациенти. А за тоа што се случува со обвинителството, до каде е истрагата, кои се новите моменти во истрагата и новите чекори на обвинителството, предлагам да го погледнеме прилогот кој го подготви нашата колешка Емилија Мисерлиевски. Десетина граѓани само во текот на денешниот ден го контактираа надлежниот јавен обвинител за да споделат свои сознанија и да помогнат во истрагата за скандалот со цитостатици на клиниката за онкологија. Пред новиот протест на неформалната група Протест против убиството на онкологија, закажан за попладнево, обвинителството објави дека го подига степенот на транспарентност и отчетност за предметот на онкологија и ќе побара од неформалната организација да одбере тројца онколошки пациенти кои ќе имаат увид во истрагата. Образложија дека овие дополнителни чекори ги преземаат затоа што станува збор за случај во кој се испитува евентуална повреда на највисокото уставно загарантирано право на здравствена заштита. Обвинителството денеска ќе побара од неформалната организација преку која пациентите ги изнесуваат своите барања да избере тројца онколошки пациенти кои во текот на целата постапка ќе имаат директен увид во прибраните докази и во преземените дејствија. Пациентите ќе треба претходно да потпишат изјави со кои ќе се гарантира тајноста на постапката и на личните податоци во кои ќе имаат увид. Начинот на избор на пациентите е оставен на нивните представници кои го изнесоа ваквото барање.
Неформалната група Протест против убиството на онкологија, протестот го организира со барање за брза разрешница на криминалот со лекови на онкологија. Го повторија ултиматумот, обвинителството за една недела да излезе со детали за истрагата, а бараат и одговорност од високите функционери кои биле дел од скандалот на клиниката за онкологија. Покрај претходниот директор тврдат дека дел од скандалозната шема на крадење лекови била и уште една поранешна директорка, против која веќе има кривична пријава за злоупотреба и предизвикана штета од 350.000 евра, а таа се уште работи на клиниката. Од јавното обвинителство пак велат дека ги преземаат сите дејствија за обезбедување докази со цел проверка на наводите во овој предмет, поради што од самиот почеток е вклучен и лекарски и друг медицински персонал. Павле, како што кажав овде пред владата, клучната порака која што е упатена од протестот е да има правда за жртвите, а пред малку и со црвена боја овде на булеварот пред владата беше напишан зборот одговорност. Тоа што го бараат присутните тука на протестот, но и целата јавност. Одговорност доколку се потврдат наводите дека е крадена терапијата за да се препродава на црниот пазар.